molitva pokajnička, prosti mi se odkažav od grevo smrten, Tatko moj nebesen, i slovo Božjo mi isprati, Sino svoj Isus da me spasi, Bogoroden vo tebe su, Tatko moj nebesen. Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Da prostuvam me nauči, si te da gi ljubam kako ti. Čeda Božji si te smevo ljubov ta, Tatko moj nebesen, i milost Božja me obleja, miro svoj mi go daruvaš, si od razum, srce, duša, veruvam vo Isus. Tatko moj koji si na nebesata, da se sveti ime to Tvoje, da dojde carstvo to Tvoje, da bide voljata Tvoja. Kako na nebo to, така и на земјата. Лебот наш насушен, дај ни го и денес, и простини ги долговите наши, како што и ние им ги проштеваме на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови и во векови. Амин. Денеска ќе зборуваме за првото послание на апостол Павле до Коринтијаните. Некаде од третата глава натаму, но првен ќе прочитаме неколку стиха кои се битни за разбирањето на Светото Писмо, на Словото што го оставил самиот Бог преку Неговиот Син Исус Христос. Бидејќи тој вели: и Словото стана тело во Евангелие по Јован и се всели во нас полно со благодат и вистина. Да се живее Христос подразбира Божјото Слово да се всели во вас и вие не да зборувате празнословија, туку да ги зборувате Божјите слова, Божјословија, не славословија за самите себе и за луѓе, туку да, како што вели апостолот Павле на едно место, секоја мисла да му е покорна на Исуса Христа. Ние имаме два типа на мисли во светот. Умот е важно поле. Ми се јавува една собеседничка, ме прашува зошто не може да се исцели, се моли на Исуса Христа. Ама постојано вели, повторувам, болна сум, ме боли. Дали влијанието на зборовите? Вика, прочитав една ваша книга и слушнав едно ваше сведоштво и реков, да, тоа што го зборувате, така вели Господ, тоа ќе ви го дадам. Тоа им го даде на израелците. Значи, вие ако повторувате, не бива, не чини болен сум, тоа ќе ви се случува. Бидејќи сум професор по сценски говор со техника на глас во една актерска професија, каде што актерите, зборувајќи, повторуваат одредени текстови, тие стануваат дел од нивниот внатрешен живот, а понатаму и дел од нивните случувања.
Затоа актерите во антиката, знаејќи го овој, како да речеме, закон на зборовите, бидејќи словото е од Бог, но дали ќе го употребуваш со Божиите мисли на Исус Христос или со своите и сатански мисли кои може да те отредат во гибел, затоа актерите во антиката се молеле на почетокот на представата. И јас создадов една молитва, ја излеа Господ на актерот, сето тоа што го игра на сцената, да не му се случува во реалниот живот и да го игра за слава Божја, а не за своја слава, така да тоа што го зборувате и го повторувате во животот и што го мислите за другите, тоа ќе ви се случува. Од и старозаветниот Божје закон е сето на што ви го прават вам, правете им го и вие. Зашто тоа се законот и пророците. Денес имаме само еден закон, во кој се содржат сите други закони, а тоа е љуби го својот ближен како самиот себе си. И замислете колку е тешко да ги љубите своите ближни, што е тоа што во човекот не му дозволува, како што вели апостол Павле, злото што е во мене не ми дозволува да правам добро, тоа е телесната природа на отпадната ангел. Во Откровение по Јован Богослов е добро пишано дека сатанат и неговите ангели, односно денеска демони, се фрлени на земјата и тоа сте вие. Телесната природа е сатанска и вие треба да ја надвладеете, да го распнете своето тело. Вака сега кога ви зборувам како метафорично, може би е тешко да се разбере, затоа што еве што пишува и да живеете, да го предадете како богоугодна жртва на Исуса Христа, како што вели апостолот Павле, не живеам јас, туку Христос живее во мене. И да израстете до полната возраст на Христовото суштествување. Значи, 2 глава 1 Коринтијаните, 14 стих, телесниот човек, значи има тело душевно и тело духовно, кај апостол Павле исто на едно место. Телесниот човек, душевниот човек, телесниот човек не го прима она што е од Божиот дух. За него тоа е безумство и не може да го разбере. Пред се мисли на ова, на Светото Писмо, на Божите слова, зашто тоа треба со помошта на духот да се испита. Духовниот пак човек испитува се. Него никој не може да го испитува. Зашто кој го спознал умот Господов, тада го објасни. Кој го спознал умот Господов, тада го објасни, а ние, зборува за апостолите, апостол Павле, за себе, имаме ум Христов, значи тој не живеам јас, туку живее во мене Исуса Христа. Тоа е категоријата, е уште една дефиниција, значи 1 Коринтијаните, 3 глава, 3 стих, бидејќи уште сте телесни, на вистина што меѓу вас има завист, кавга и неслога, се уште сте телесни. Дали во црквата има завист, кавга и неслога, дали има завист, кавга и неслога меѓу заедниците, дали има завист, кавга и неслога во својот дом, дали има завист, кавга, неслога меѓу поделените цркви, деноминациите. Не. Значи, ако има, тогаш сте телесни, не можете да го разберете Светото Писмо, потребно ви е разбирање во духот и можете да додите во 100 библиски школи, на лидерски средби, да осудувате, да се карате, да се расправате, неофицијално да се нарекувате едните со другите секти, да се мразите, да мислите дека вие сте најдобрата црква. Црквата не е ваша. Црквата е на Исуса Христа, он е главата, ние сите сме органите, ако ги доживувате луѓето кои се во Христос како делови од вас, бидејќи ние сме живи камења вградени. И ако некој во Христовата црква, тој е нашиот апостол, пастор, владика, поп, свештенослужител, сечие дело ќе се покаже, значи, зашто никој не може да постави друга основа, освен положената, таа е Исус Христос. Ако некој дзида врз таа основа, со злато, сребро, камења, дрва, сено или слама, сечие дело, ние велиме по благодат сме спасени. Да, спасени сме, зашто и Отецот толку го возлюби светот, го даде својот единороден син Исуса Христа. Не за да му суди на светот, туку светот да се спаси преку него.
I zato se veli koji ќе го повика моето име ќе биде спасен. Исусе, и денес кога го повикувам Твоето име за мене и за мојата земја го повикувам, за Македонија го повикувам, Господи Исусе Христе, дојди во Македонија и помогни ни, како што апостолот Павле го сонуваше македонецот, сечие дело ќе се покаже јасно, судниот ден ќе го покаже. Зашто преку оган ќе се открие, мојот Бог е оган што изгорува, и огнот ќе испита какво е делото на секого, затоа не треба да судите некого пред време. Иако делото на оној што дзидал, 14 стих 3 глава 1 Коринтијаните, тој ќе прими награда. А оној чие дело ќе изгори, тој ќе биде оштетен. Оној чие дело ќе изгори, тој ќе биде оштетен, а самиот ќе се спаси, но како низ оган. Самиот ќе се спаси, но како низ оган. Значи дело, какво дело? Дела на љубовта со милост. Братолюбие, нелицемерно братолюбие, нелицемерна вера, добро срце, чиста совест, чисто срце, добра совест. Дали вие се љубите еден со друг? Тоа се делата на љубовта, а некој прави дела, гради цркви, гради храмови, собира пари, се гради својата кариера, сето тоа ќе изгоре, но самиот ќе се спаси како низ оган. И тоа огнено езеро кое се зборува, што некој го разбира дека е вечно проклетство. Зашто мисля дека Господ е сатрап, создал некои луѓе. Не заборавајте, духот животен е од Бог. Кај сите. И кај ангелите, и кај демоните, и кај сатаната, бидејќи тој го и создал, тој се дава дух животен. И го создаде Господ Бог човекот од прав земен, тоа се однесува на се, тој е седржител, создал се. И еве зашто не знаете ли вие дека сте храм Божји, ние сме храм Божји и Духот Божји живее во вас. На кој дух се мисли? Први на Духот што е вдахнат во нас, на самиот живот, а потоа кај оние што ќе живеат во Исуса, ќе се облечат во Исусовата љубов. Тоа е Светиот Дух, значи Духот Божји живее во вас, во секого од нас, во се што е создадено. Ако некој го разори Божјиот храм, него Бог ќе го разори, зашто Божјиот храм е свет, Бог кој го дал самиот живот. Моите патишта не се ваши патишта, моите мисли не се ваши мисли, зашто Божјиот храм е свет, а тоа сте вие. Бог што создал, човек да не раздерува. Бог што составил. Арарахта сам. Никој нека не се лаже. 18 стих, ако некој мисли дека е мудар меѓу вас во овој свет, мудар, нека стане безумен за да биде мудар. Човечка мудрост, тој е главниот проблем. Суета, гордост, раскарани цркви, раскарани држави, намразени, сатаната првен што права ве раскарува, ги растура семејствата, ги растура заедниците, го поделил Светото писмо на деноминации, ве поделил внатре во Христа. И така вие не сте способни да го извршите првиот, односно единствениот Божји закон, заповедта на љубовта, љуби го својот ближен како самиот себе си. Зашто мудроста од овој свет е безумство. Безумство пред Бога, како што е напишано. Мудроста од овој свет, пастори, владици, попови, политичари, филозофи. Мудроста од овој свет е безумство пред Бога. Тој ги лови мудрите во нивното лукавство. И пак Господ знае дека размислите на мудрите се суетни. Тогаш вие мислите дека знаете се, дека не ви е потребен Бог, дека сами ќе одлучувате за вашата. И тогаш вие имате сатански мисли, спротиставен сатана на Бог, наместо Божји мисли, покорност, милост, покорете се на Господа и тој ќе ве подигне. Татко мој, денеска ми е потребна твојата сила, во името на Исус те молам, за твојата сила, за твојата љубов, за твојата милост, за твоето долготрпение, за сила од озгора секој што ги слуша овие слова да го допрат во срцето, да ги исцеле нивните болки, болести, страдања.
да ги земе сите проклеста на крстот, зашто Исус ги зема. И така, никој нека не се фали со луѓе. Никој нека не се фали со луѓе. Имаме цркви основани од луѓе, доктринарни, Калвин, Лутер Кинг, Вестли, нашите протестанти, нашите католици, католиците со своји светци, Богородица, светиите, православните со своји светци, Свети Климент. Каква е разликата да го заменам Свети Климент за Мартин Лутер Кинг? Никаква. Било Павле или Аполос или Кифа, било ваков или онаков Кинг или некој друг там, или смртта или животот, сето тоа е неважно. Било сегашното или идното, се е ваше. Видете, светот, ова што ние го гледаме, животот, кој е вдахнат од Бог, е дел од целината на Бог. И ние сме отпадната природа на земјата, сатански свет, кој треба повторно да се врати кај Бог. Значи, Павле, Кифа, животот, смртта, сегашноста и днината, нема ништо. Горе нема време, нема димензии, како што ние имаме, има духовна димензија. Вие пак сте Христови, ако сте Христови. А Христови сте, ќе ве познаат дека сте Христови, добро е пишано тука, ако се љубите. Ако се љубите меѓу себе. Колку е тешко да се љуби, затоа што вие сте отпадната природа, не ви е тешко да мразите, да се тепате, да заграбите се, да бидете себични, лицемерни, да осудувате, не ви е тешко. Кој си ти да осудуваш тук, слуга, вели Господ? Не судете никого пред време, тешко ви е да љубите. И не заборавајте, љубовта, 13 глава, апостол Павле, Коринтијаните, никогаш не престанува. Никогаш не престанува. Бог е љубов. И така секој човек нека не смета нас, па и мене, за служители Христови и управници на Божите таинства. Татко мој, без тебе не можам да направам ништо, но со тебе можам да направам се. Исусе, го повикувам твоето име. А од управниците понатаму се бара секој од нив да се покаже верен. Верен во што? Во Исуса Христа. За мене ништо не значи да бидам суден од вас или од судот на некои таму други луѓе. Јас и самиот не се судам себе си, зашто во ништо не се чувствувам виновен, но со тоа не сум оправдан. Судија ми е Господ. Јас пред Бог ќе одговарам за своите постапки и ти ќе одговараш, брате мој. Затоа, пазете, пак не судете ништо пред време, додека не дојде Господ. Не судете ништо пред време, 4 глава, 1 Коринтијаните, 5 стих. Не судете ништо пред време, додека не дојде Господ. На една лидерска средба беше еден предавач во Делворенс, Ново село. Од Хрватска, од една деноминација, донеле одлука дека тој е антихристот, не е во Христа, и вршеа притисок. Значи, уште еднашка само за нив овој стих, затоа пак не судете ништо пред време, додека не дојде Господ, кој ќе го изнесе на видело. Значи, тој вели да не судите ништо пред време, драги мои, од деноминацијата. Кој ќе го изнесе на видело, Господ ќе го изнесе на видело сокриеното во мракот и ќе ги објави намерите на срцата. Господ не гледа на лице, туку на срце. И тогаш секој ќе прими награда, пофалба од Бога. Тогаш пред време не судете никого. Има кој си ти што осудуваш тук, слуга? Кој си ти што осудуваш тук, слуга? Архангелот Михаил не го осуди сатаната, туку рече Господ да те укори. Ова, браќа, го применив на себе и на Аполос заради вас, за да се поучите од нас, од она изрека: не мудрувајте повеќе од она што е напишано. Не мудрувај повеќе од она што е напишано. Дали можеш да действуваш во рамките на законот на љубовта
Божиот закон, љуби го својот ближен како самиот себе си. Христовото учење нема собственост на одредена деноминација, тоа не е лиценцирано. Каде што е Духот Господов, таму има слобода. Не мудрувајте повеќе од она што е напишано. И да не се гордеете еден пред друг поради некого. Да не се гордеете зашто кој ти дава предимство тебе од некоја деноминација, ти ако си некој пастор, ти ако си некој владика, апостол. Што имаш ти што не си примил? Имаш ти нешто свое, бе, брате. А штом си примил од Бог, од Отецот, зошто се фалиш? Како да не си примил? Ти немаш ништо, ти си кал земја и го создаде Господ Бог човекот од прав земја и му дувна во душата дух му дувна животен. И човекот стана жива душа. Животот е самиот Бог. Аристотел преку духот го дознал тоа во античката македонска време. Во античкото македонско време Бог е самиот живот. Самиот живот во секој од Бог и Бог што составил човек да не разделува, да го праќа во вечно проклетство и во оган. Тој, како што вели, оној чие дело ќе изгори, немало љубов, тој ќе биде оштетен. 15 стих, а самиот ќе се спаси. Но како низ оган, повторно ќе оди во оган, зашто кој ти дава предимство, што има што не си примил, а ако си примил, зашто се фалиш како да не си примил, презаситени сте веќе, еве ја состојбата во црквите, во деноминациите се збогативте веќе и се зацаривте без нас. Цареви станавте. Камо среќа да се бевте зацариле, да и ние да царуваме со вас. Царот е еден, Исус. Исус е цар. Не луѓе, не деноминации. Слуга Божи е оној, Син Божи е оној кој се управува по Духот Божи. Не по пастори, не по деноминации, не по религии, по Духот Божи. Мислам дека нас апостолите Бог не прикажа најпоследни, бидејќи станавме гледка за светот. Гледка за светот на ангелите, светот сатански, ангелите, служители на Бог, духовна природа и на луѓето, делот од тој сатански свет, материјалниот дел, змијата во секого од нас, која ја прелажа Ева. И сатанската природа на отпаднатиот сатана на која сме фрлени на земјата. Ние сме безумни, еве што вели апостолот Павле, заради Христа. Значи јас немам свој ум. Господе, што да направам денеска за Тебе? Може би јас сакам некој да истебам, да му вратам шлаканица, не јас ме повлекувам и се молам за него. Ние сме безумни заради Христа. Христовиот ум, ние го имаме претходно вели, Христос Божи, го имате Христовиот ум. А ние имаме ум Христов, 1 Коринтијаните 2:16, значи зборуваме за Божи ум на љубовта. Ние сме безумни заради Христа, а вие сте мудри во Христа. Ние сме немокни, без Тебе не можам да направам ништо, Господе, Татко мој Исусе. А вие сте силни. Дали е баш така? Вие сте славни, а ние безчестни. Направиме свечен сад за свечена употреба. До овој час, еве како се однесува Христовиот слуга, ние и гладуваме и жеднуваме, и необлечени одиме, не бијат и скитаме по светот. Не се однесува само на телото. Се трудиме работејќи со своји раце, но со Божја сила. Не самите, со Божја сила.
Кога не проколнуваат, ние благословуваме. А кога не гонат, ние трпиме. Тоа е Христов слуга. Благослови ги, Господе, сите оние што ме проколнуваат. Јас немам непријатели. Благослови ги 3 пати, 100 пати. Им простувам на сите. Кога не гонат, трпиме, трпеливо поднесувај навреди. Кога хулат на нас, често ме напаѓаат. Сега кога дојде еден предавач од Хрватска, Лоренс Новосел, протестантите се вознемирија. Преди православните не се нервираат, протестантите станаа поголеми православци од православните. Кога не гонат, трпиме. Кога хулат на нас, ние утешуваме. Јас им велам, мир вам. Ако мирот е достоен, истресете ја правта од вашите нозе. Вашиот мир нека преиде на нив, ако пак не е достоен. Вашиот мир нека се врати во вас. Кога хулат на нас, ние утешуваме. Станавме како ѓубриште на овој свет. Секој може да ти се истреса, да те исплука, да те истепа, да ти се дере, да вика, да те хули, да те колне, да мава со зборовите, да те гаѓа со цитати, да нишани на тебе со цитати од Светото писмо. Камења, слова, мртви слова, словото убива за да те убива, а духото животворува, бидејќи тој е бебе во Христос. Не го разбира, тој е телесен. Станавме како ѓубриште на овој свет, како исфрлен смет од сите луѓе до сега. Зашто тие треба некаде да исфрлат својата злоба, својата нељубов, својата омраза, својата слабост. Но ова ви го пишувам, вели апостолот Павле, јас ви го зборувам, не за да ве посрамам, чеда возлюбени, и богодарувани и по благодат што сте спасени. Но спасен значи едно, почетна позиција, а дела на љубовта се друго, и по делата ќе бидете судени. Не по згради, не по кариери, не по омраза, не по територии, по делата на љубовта. Станавме како ѓубриште на овој свет, како исфрлен смет. Не ова ви го пишувам не за да ве посрамам, туку да ве вразувам како мои возлюбени чеда, не мои, на Отецот Небесен и Исуса Христа. И тука ќе затворам. Татко мој, ти благодарам што ми ги даде овие слова со власт. Без тебе не можам да направам ништо. Исусе, но со тебе можам да направам се. Отецот Небесен кој во дух, во сета полнота живее во Исус Христос, до полната возраст на Христовото совршенство. Ние кои сме дошле до Христос, мали бебиња, треба да пораснеме до полната возраст, да се насели во нас, да живее Божиот дух, духот на нашиот Отец кој е дух, духовната природа, или како што го нарекуваат светиот дух, духот утешител, духот на вистината, без кого не можете да го разберете Светото писмо. И затоа сте се поделиле во деноминации и мислите дека имате лиценца на Исус. Сте го поделиле Исус, сте отсекле делови од неговото тело и ги убедувате дека е тоа целиот Исус. Не. Не. И не е за смртта. Не е за сатаната. А да, за Исуса Христа. Татко мој, и денеска во името на Твојот Син Исус Христос ја прославувам Твојата победа над смртта и сатаната, над демоните, над болестите, над проклетствата, над се што не е Божјо во мене, околу мене, во моето семејство, во мојата заедница, во мојата земја. Покорен сум Ти, Господи, му кажувам на сатаната, бегај од мене, сатано. Во името на Исус заповедам да излезе од мене и од сите вас кои ќе го примите Исус. Се што не е од Бог, Татко Небесен, во името на Исус, оган од небесата да изгори се што не е од Бог. Во мене, околу мене, низ мене и во сите вас што ќе кажете амин и што го слушате и верувате во Исуса Христа. Бог е љубов. Ако ти, брате и пријателе, има кавга, зависи, неслога, ти си се уште телесен. Ако га си телесен, го немаш Христовиот ум и не можеш да ги следиш, не можеш да го следиш патот на љубовта. Мир
Вам, чеда возлюбени, црквата е една. Исус е пастор, глава, владика, а ние сите сме делови на неговото тело, кое е црквата. Амин. Мир вам до Божјо царство небесто. Бидете исцелени со Христовата љубов. Амин. Na kolena vo molitva pokajnička prosti mi se odkažav od grevo smrten Tatko moj nebesen i slovo Božjo mi isprati Sino svoj Isus da me spasi Bogoroden vo tebe su Tatko moj nebesen Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Da prostuvam me nauči Site da gi ljubam kako ti Čeda Božji site sme vo ljubov ta Tatko moj nebesen I milost Božja me obleja Miro svoj nigo daruvaš So si od razum, srce, duša veruvam vo Isusa Tatko moj nebesen